Јас и колегата Христијан Баневски се враќаме назад во студиото. Како што веќе најавивме, а наши денешни гости, односно гости во овој дел се Љатифе Шишковска од невладината Амбрела и Фатима Османовска, председател на Советот на општина Шуто Ризари. Секако ќе разговараме за онаа тема која во овие 24 часа можам да кажам дека предизвика и големо внимание. Шутка е во страв од грабеж на деца, а тој страв предизвика синоќа и инцидент кој заврши со тројца хоспитализирани. Буквално ја крена шутка на нозе оваа информација. Јас би ви посакал добре дојде во студиото, но пред да почнеме со разговорот, пред да почнеме со анализа на она што се случи, накратко да го погледнеме прилогот на колегата Игор Стефановски, кој што денеска ја посети општината Шуто Ризари и разговараше со населението, односно беше за да ја увиди состојбата на терен по синоќешниот инцидент, па се враќаме назад во студиото откако ќе ги погледнеме деталите од прилогот. Малолетничка видела како непознати насилно внеле жена во комбе. По вакво тврдење на девојка од скопската населба Шуто Ризари, поголема група граѓани нападнале полицајци кои не биле на должност. Според МВР повреден е и полицаец кој бил пратен на самото место. Околу 19 часот на истата улица се собрала поголема група граѓани и тогаш наишло патничко моторно возило Hyundai Галопер, во кое се наоѓале АР 34 од Скопје и ФК 24 од село Долно Блаце Скопско, полициски службеници кои не биле на работа и БК 39 исто така од село Долно Блаце, при што истите биле нападнати од насобраните граѓани. Поинаква е верзијата на жителите. Не наликува дека во скопската населба Шуто Ризари на оваа главна улица имало инцидент. Мештаните на оваа скопска населба не сакаат да зборуваат во камера, но позади неа објаснуваат дека стравот во скопската населба владее десетина дена и низ Шуто Ризари кружат информации дека има обиди за киднапирање на деца. Зад камерата на еден ТВ велат полицајците биле нападнати бидејќи се сомневале дека се киднапери. Тие не им се представиле, возилото немало регистрации, а внатре имале фантомки и шипки. Населението е постојано на штрек. Децата не ги праќаат во училиште. Не зборуваат дека веќе неколку деца се исчезнати, коментирајќи за обиди за грабнување со цел трговија со органи. Никој не сакаше да сподели детали. Додека нашата екипа беше во скопската населба Шуто Ризари, таму немаше полиција. Од МВР информираат дека во Скопје нема пријави за исчезнати и грабнати лица. Малку контрадикторни информациите кои пристигнуваат од МВР и од теренот. Дали вие досега имате забележано случај на исчезнато дете и од кога владеат овие шпекулации, ако можеме така да ги наречеме? Токму онака како што е прикажано во прилогот, шпекулациите за обиди за киднапирање на деца кружат низ населбата во изминатите 10 дена. На ниво на шпекулација, она што го знаеме е дека пред 3 дена градоначалникот на општината пријави во надлежната полициска станица за стравот кој што владее и за наводни случаи каде што дел од населението спречувало киднапирање на деца. И од тој ден службите испитуваат. За жал ни се случи она што ни се случи вчера, каде што сомнително возило кое што одговара на описот кој што претходно бил даден од очевидци на наводни настани за грабнување на деца, било паркирано пред амбулантата во општина Шуто Ризари. Во него се наоѓале точно лицата кои што биле наведени во прилогот. Секако мора да имаме во предвид дека оваа ситуација создаде голема паника и страв помеѓу населението, што е нормално, затоа што се работи за нивните деца, за нашата најмлада популација. И во тој момент кога е забележано возилото и лицата внатре, се случи инцидентот кој што потоа некако спонтано се насобра голема толпа на лица и полиција. За жал, ете исходот е повредени лица кои што понатаму службите на органите, надлежните органи треба да испитаат ситуацијата, околностите под кои тие се нашле на територија на општина Шуто Ризари, која била нивната намера и да ги потврдат сомневањата или да ги отфрлат сомневањата на граѓаните, се со цел да обезбедиме ситуација каде што ќе може да се смири стравот и паниката кај граѓаните, затоа што ова носи едни реперкусии понатаму во секојдневниот живот на граѓаните, особено на децата.
Видовме и од прилогот, и од насилството кое што се случи, па и стравот поради кој децата не одат на училиште. Секако, ниту еден вид на насилство не можеме да оправдаме, но штом дошло до тој степен, еве господја Шиковска, дали можете да ни објасните колкави мора да биле тие шпекулации, колку мора да биле подкрепени за да може да дојде до еден ваков настан? Добар ден на вас, добар ден на вашите гледачи, благодарам на поканата. Вака, значи во општина Шуторизари работам долги години. Обично општина Шуторизари е многу мирна населба, каде што сите граѓани се толерантни меѓу нив, имаат соживот, бидејќи не живеат само роми во Шуторизари. Како што напомена и Фатима, значи не се случува тоа само денес. И во минатото ние сме имале одредени вакви информации, сознанија на терен дека некој ги демне нашите деца во Шуторизари, па и пошироко, и токму истата кола, значи црна джип со затемнити стакла, и нормално дека сето тоа ствара паника кај нашите сограѓани и секако дека реагираат. Меѓутоа, она што е важно е тоа што за жал ова тензична ситуација вчера ескалираше и за жал имаме повредени полицајци, така да ние се обидуваме како граѓански организации целата ситуација да ја смириме и навистина да дозволиме надлежните институции, преди се Министерството за внатрешни работи, да едноставно го расветли случајот и целата настаната ситуација. Ние ќе се обидеме навистина да делуваме смирувачки во нашата општина, кај сите граѓани, да не дозволиме повторно да одредени тензии и случувања се случат, и мислам дека во сето тоа ќе успееме заедно со локалната власт. Господја Усмановска, децата не одат во училиште. Колку е ова алармантно и колку е оправдано? Дали стравот од киднапирање во услови кога се уште нема конкретен заведен случај го оправдува неидењето на училиште, и каков е ставот на општината по ова прашање? Видете, бројот на деца е прилично намален од почетокот на школската година. Може да кажеме дека дели како резултат на она епидемијата со морбили, каде што дополнително се влеа страв кај родителите и кај тие што ги вакцинираат децата, сепак и немаме доволно информации во јавност за болеста, за епидемијата. Тоа и ние се обидуваме веќе од почетокот на школската година да го спроведеме на терен за да може да зголемиме бројката на ученици. Меѓутоа, да, овие 2 дена исклучителна е падната бројката на деца кои што посетуваат основно образование. Дали алармиравте некоја институција, еве конкретно Министерството за образование и наука? Она што до сега го направивме, се видовме со директорите на двете основни училишта, тие ги спроведоа постапките кои што треба да се ги спроведат, алармирани се и државниот просветен инспекторат, меѓутоа она што го правиме сега на ниво на училишта и општина е да делуваме како тим заедно со наставниот кадар, да се пуштиме на терен и да ги мотивираме родителите, да ги охрабриме дека училиштето е безбедно место, најбезбедното место кое што може да постои за нивните деца, и веруваме дека ќе успееме во тоа. Сепак пак ќе потенцирам, делот на маленоста се должи и на прогласената епидемија за морбили и на грипот. Така, училиштата имаат и обезбедување кое што нели го најмуваат, но дали можеби родителите би ги смирило доколку има дополнителна соработка со полицијата со оглед на ваквите информации, ваквите настани кои што резултираа под тие информации, за да може да се чувствуваат побезбедно, и дали евентуално можеби со оглед на тоа што нема ваков пријавен случај, де факто не се регистрирало грабнување, можеби во овие шпекулации гледате некакви други намери? Во однос на обезбедувањето на училиштата, она што родителите го потегнаа овие 2 дена да има официјално службено обезбедување во училиштата, имаат родителски совет закажано каде што ќе разговараат за начините на кои што може да се зголеми безбедноста во училиштата. За она другото... Па, значи, во општина Шуторизари интересно е што дали се информациите добри или лоши, брзо стигнуваат до самите да брзо има реакција граѓани, и има реакција, така да ние, значи, не се обидуваме, него ние инсистираме родителите да ги убедиме дека навистина местото на децата е во училиште и дека децата треба уште утре
веднаш да започнат со редовна посета на училиштето. Бидејќи јас и сум дел од образованието во општина Шуторизари како организација и како личност, секојдневно разговараме. Ние, например, денес бев јас да однесам 30 деца кои нас не се запишани, тоа се деца од бездомни семејства. И до едно беше во училиште. За жал, како што кажа и Фатима, навистина се чувствува дека отсутноста од страна на децата, меѓутоа тука клучен фактор е родителот. Значи, родителот мора да биде свесен и да собере храброст дека тоа што било поминало и не дај Боже повеќе да се случи и се работи на тоа целата ситуација да се расчисти. Секако дека на киднапирањето па и се уште немаме тоа апсолутно не е се едно. Знаете, и јас сум родител. Нормално дека ќе постои одредена страв кај мене, меѓутоа стравот не сме да дозволи па децата, да речеме, поголем одреден период да бидат отсутни од училиштето, особено сега кога стартуваше второто полугодие. Како што кажа и Фатима, значи ние имавме и случаеви, се уште имаме во однос на морбилите и тоа придонесува исто да редовноста била смалена. И оваа ситуација на киднапирање на деца дополнително ја смали редовноста, меѓутоа јас верувам дека училиштето ќе превземе одредени конкретни мерки за да ги убеди родителите дека училиштето е безбедно и дека навистина има обезбедување и дека родителите сами си ги носат исто децата во училиште. Ги носат и ги чекаат, особено првачињата што се од прво одделение и до четврто одделение. Тие секако тоа го прават. Значи има начин родителите да имаат надзор. Сега дополнително нормално дека постои страв, но ние треба сите заеднички да помогнеме тој страв да се надмине и да почнат да функционираат работите секојдневно како што и пред овој немил настан функционира. Вие ќе имате и дека имаме ние формирано совет за превенција, локален совет за превенција каде што членуваат авторитети од локалната заедница, представници на полициските станици. Во најскоро можно време ќе се активира овој локален совет за превенција кој што ќе делува не само во насока на намалување на оваа појава на отсутност на децата во училиштето, меѓутоа и враќање на довербата на граѓаните кон институциите, особено кон полицијата. Она на кој што работиме е и присуство на полицијата во општината преку отварање на полициска станица во општината, кој што сметаме дека ќе влијае многу за подобрување на чувството на безбедност кај граѓаните. Сте побарале официјално? Да, побаравме, во процес сме на опремување на канцелариите, официјално добивање на одобрение од Министерството за Она што можеби не е обилена тема, меѓутоа се наметнува како прашање со оглед на фактичката состојба во однос на инцидентот. Тројцата полицајци, полициски службеници кои за жал завршија во болница, не биле на службена задача како што можевме да видиме во прилогот, меѓутоа станува збор за полициски службеници од албанска националност. Дали како стојат односите во општината Шуторизари со оглед на фактот дека има и албанци во советот на општината? Дали можеби се работи за некаков етнички предзнак на ова или е сепак изолиран случаен инцидент? Би рекла дека да, изолиран случаен инцидент, затоа што нашата општина веќе со години функционира во едно меѓуетничко опкружување каде што живеат околу 20% албанци, македонци, бошњаци. До сега немало поголеми инциденти, освен оние стандардни што ги има во секоја општина на ниво на училишта, ќе се скараат дечиња и затоа на овој инцидент не смееме да му дадеме етнички предзнак во име на она што го имаме изградено како соживот. Да, рековте и во советот дека имаме 4 советници албанци со кои што функционираме безпрекорно во советот. Сите прашања на кои што ги гледаме без предзнак на етникумот, туку како прашања кои што ги засегаат граѓаните на општина Шуторизари. И само да се надоврзам на дискусијата на Фатима. Значи, ние во нашите активности сме имали, се уште имаме, активности каде што се од мултиетничко значење. Значи, ние не ги делиме граѓаните во Шуторизари. Години наназад сме имале соживот, дали со албанци, бошњаци, срби, небитно, значи. Секогаш сме вклучувале дечиња од сите етнички припадности, затоа за да едноставно ја зајакнеме таа доверба меѓу различните етнички припадности, бидејќи сите сме ние исти и сите заслужуваме еднакви можности
и шанси како подобро меѓусебно да се запознаеме и да зајакнеме таа соработка и соживот. И на тоа работиме. Моето прашање беше од каде е таа недоверба кај родителите за да одлучат да си ги преземат, односно заштитата во своји раце со тоа што нема да ги пуштат децата вие, односно општинските власти најавија дека ќе имаат обраќање до граѓаните социјално или за смирување на оваа ситуација, но еве правите ли некакви анализи од каде е таа недоверба и очекувате ли да ги послушаат вашите пораки, ако така можеме да речеме, односно да постапат по вашите препораки кои што ќе ги дадете? Видете, ова не се случува од вчера. Мора да имаме во предвид дека веќе 10 дена кружат овие гласини и имаме пријавено 2-3 случаи кои што не се пријавени во полиција, бидејќи немало пријавени лица кои што се исчезнати, меѓутоа имаме пријави на лица кои што сведочат дека наводно виделе. И сега може да се ставиме во улогата, во чевлите на тие луѓе и родители кои што ќе го слушнат тоа, како што кажа Лјатифа, јас сум родител, кога ќе го слушнам тоа нормално кај мене ќе преовлада стравот, така да сосема има оправдан стравот во овој момент и она што ние сме должни како општина, како училиште и како граѓански сектор, да им ја гарантираме нивната безбедност, да разговараме со нив и мислам дека со оглед на авторитетот кој што го има локалната самоуправа врз населението, дека ќе успееме во тоа да ја надминеме ситуацијата до крајот на недела. Во однос на оваа ситуација ние планираме и дополнителни активности со родителите каде што ќе зборуваме на оваа тема за која денес зборуваме, се со цел да едноставно ја врата довербата, да ги охрабриме, апсолутно да ги охрабриме и пред се да ги убедиме дека децата не смеат да отсуствуваат од настава. Господја Шиковска, вие пред малку споменавте за вашите активности за децата без родители. Ќе направиме мал преседан и да позборуваме на друга тема додека сте овде. Вие сте запознани за оние случувања кои лани ја потресува македонската јавност. Претежно во центрите за социјални работи имавме бремени малолетнички. Тој случај сега е кај народниот правобранител. Народниот правобранител сам води истрага и господјата Васка Бајрамовска пред околу 1 месец гостуваше во нашето студио и рече дека набрзо народниот правобранител ќе излезе со извештај за овие состојби и за сите сомнежи поврзани со истите. Исто така се испитуваат и состојбите на скопска гинекологија. Какви се вашите истражувања, какви се вашите ставови конкретно за оваа работа, за бремените малолетнички, меѓутоа и за она што се случува во центрите за социјална работа, во центрите каде што се згрижени децата без родители? Знаете што Амбрела е организација која работи токму со овие ранливи категории на семејства. Тоа се бездомни семејства, лица без лична документација, деца на улица и преди се деца кои се згрижени во ајде да кажеме поранешните домови за деца. Значи, ова не се случува од денес. Тоа години наназад тој систем така функционираше како што и вие медиумите сте информирани. Но она што мене ме радува е тоа што конечно Министерството за труд и социјална политика започна ни сериозни реформи каде што сите домови веќе на некој начин... Мислите на деинституционализацијата? Дали ова значи дека сега треба да се заборави сето она што е правено, бидејќи де факто одговорност не видовме од никога. Може би има постапка во основното јавно обвинителство, меѓутоа лицата се пуштени на слобода и вратени на работа. Дали мислите вие дека лица кои, еве, дури иако само паднал сомнеш за нешто што е толку сериозно и се работи сепак за малолетни деца, кои се на вистина една посебна категорија на која и треба заштита, дали сметате дека треба некој да сноси одговорност за сите овие состојби? Јас мислам дека пред 1 ден или пред 2 дена слушна во медиумите дека се изречени одредени санкции, казни, дисциплински постапки, особено за сторителите на ова дело каде што малолетничката беше. А не и за луѓето од сега дали на вистина за труд и тие социјална политика? казни и санкции се премалку и дека не е тоа доволно, останува времето да покаже, но ние ќе работиме и на истото да видиме. Имате ли вие вакви сознанија? Па секако дека имаме ние доста сознанија, меѓутоа пак ќе кажам, се работи на подобрување на целата работа, но секако дека одговорности, санкции мора да има и мора да постојат се со цел за да се надминат овие состојби каде што сме сведоци нели на злоупотреба на децата како една од најранливите категории.
Так, госпоѓа Шиговска госпоѓа Османовска, да се вратиме назад во општината, мора малку, секако додека сте овде, да прашаме какви се другите состојби. Шуторизари доби гинеколог, каква е сега состојбата, што друго недостасува во општината, какво е расположението на граѓаните, кои се нивните потреби и на што точно вие како општина работите во насока на задоволување на потребите на жителите на Шуторизари? На Шуторизари се потребни многу работи. Чекор по чекор работиме на остварување на тие потреби на граѓаните. Споменавте гинеколог, да, иако еден гинеколог не е доволен на толкова голема популација, ние работиме на тоа да донесеме уште еден гинеколог. Она што недостасуваше во општината се најпрви проекти. За да нешто направиме ни требаат проекти. За да ги реализираме, направивме досега 21 проект за подобрување на инфраструктурата на ниво на општина Шуторизари. Зборуваме за оние инфраструктурни круцијални потреби на граѓаните. Немаме атмосферска канализација во долниот дел од општината, направивме проекти, за тоа и очекуваме согласно ветувањата на надлежните институции и владата дека ќе ни се помогне со финансиски средства за да ги реализираме овие големи проекти. Се гради новата градинка во општина Шуторизари. Знаете дека пред 3 години старата градинка изгоре до темел со помош на Норвешкото кралство, со финансиска помош нивна се гради новата градинка, ни фалат уште средства и се надеваме дека и Министерството за труд и социјална политика ќе ни биде активно вклучен партнер со финансии во завршување на овој проект. Се урбанизира општината, нешто што не достигаше со години. Веќе последниот детален урбанистички план се донесе во 2004 година. Може да замислите што значи тоа во реперкусии на терен, да немате урбанизирана општина и со самото донесување на овие планови се менува, ќе го промениме ликот на општината. Она што е ново исто така е дека со урбанизирањето на општината е планирана и отварање на првата индустријска зона на општината. Со ова ќе придонесеме и до зголемување на вработеноста во општината, нешто што ни е најболна точка. И во овој дел се надеваме на голема помош од институциите, затоа што како општина мора да напоменеме дека со годишен буџет околу 35 милиони денари не сме спремни сами да го почнеме овој зафат и затоа и се надеваме оваа година да добиеме некоја финансиска инекција од надлежните институции и во однос на училиштата кои што ни беа и претходна тема, гледаме да ги подобриме условите. А освен тоа претпоставам по овој момент и безбедноста ќе биде еден од клучните фактори кои што ги го подобруваат. За жало истече нашето време, ќе мора да ги најавиме вестите и колегата Александар Петрески кој го прескокна през претходното издание на вести токму поради владината прес-конференција. Доцнењето на владините представници, да бидеме попрецизни. Шиговска и Османовска, ви благодарам многу за вашето гостување. Сепак беше важно јавноста да го слушне вашиот глас, особено по синоќешниот инцидент. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте во нашата студија. Почитувани гледачи, вие останете со вестите на 1 ТВ, а потоа се гледаме во уште еден блок со мене и колегата Христијан Баневски.